Почитувани гледачи, добар ден, 14 часот, стандарден термин за почеток на Отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска. Со нас ке се дружите до 17:30. Се надеваме дека содржините кои што ги имаме подготвено ке го задржат вашето внимание. Елена, содржините веќе ги имаме подготвено. Предлагам да ги запознаеме гледачите со најавите за тоа што денеска подготвивме и со што ќе успееме, односно се надеваме дека ќе успееме да го задржиме нивното внимание. Повели. Така, Антонио. Значи, драги гледачи, Отворено студио 1, повторно во редовниот термин со почеток во 14 часот. Во овие половина час ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, а ќе погледнете една кратка ретроспектива на вчерашното гостување на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и на шефицата во обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска. Потоа ќе имаме и прилог на одредена тема, па по завршувањето, односно по овие половина час, следува термин резервиран за вестите во 14 часот и 30 минути со колешката Елена Джугуманова. Па потоа повторно се враќаме во Отвореното студио, каде што со наша гостин ќе биде потпарулката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска, со која што ќе разговараме на темата председателски избори, односно се ближат изборите, докаде е Државната изборна комисија во однос на подготовките. И да повторам, како и секој ден, така и денеска ќе бидат отворени линиите доколку сакате да се јавите во нашето студио. Потоа следува анализа од светот со колегата Дејан Андоновиќ и веднаш по анализата од светот следуваат вестите во 16 часот, повторно со колешката Елена Джугуманова. Потоа следува емисијата Маја готви. И веднаш по завршувањето на емисијата ние се враќаме тука во третиот блок Отворено студио со мене и со колегата Антонио Крстевски, каде што исто така ќе имаме двајца гости на тема меѓуврсничко насилство во училиштата, како да се реши овој проблем. Потоа следува блок забавни емисии, кој што започнува во 17 часот и 30 минути. Тука следува емисијата Возење со Вучич, потоа ексклузив со колегите Нина и Стефан и веднаш потоа следува и студио Мода со веќе добро познатиот Сергеј. По овој блок на емисии следува уште еден блок на Отворено студио и потоа во 20 часот дневникот со колегата Александар Петревски. По завршувањето на дневникот во 21 часот граѓански форум со Александар Чумовски, а ќе гостува министерката за одбрана Радмила Шекеринска и денешниот ден го заокружуваме повторно со дневникот во 22 часот и 30 минути повторно со колегата Александар Петревски. Тоа се најавите за денешниот ден. Антонио? Така, Елена ги запозна гледачите што може да очекуваат какви теми во текот на денешниот ден, а во овој термин стандардно се навраќаме на главните поенти, односно исечоци од вчерашните вечерни гостувања во Отвореното студио. Еден би почнале со гостувањето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој што вчера беше во студиото на 1 ТВ. Спасовски изјави дека владата има интерес да расчисти со криминалот, дури и кога станува за збор за коалициониот партнер Демократската унија за интеграција. Според Спасовски, не би требало ниту една партија да има проблеми со расчистување на криминалот, затоа што со расчистување на криминалот внатре во партијата се крева на едно повисоко ниво, а со тоа и државата, доколку секако станува збор главно за владеачките партии. Со тоа се јакне и довербата кај граѓаните. Подготвивме исечок, односно неколку исечоци, главни поенти од гостувањето на Спасовски во студиото на 1 ТВ. Предлагам да ги видиме. Знаеме, не кажувам ништо ново, дека
тие служби, тајна полиција или како сакате како сакаме да ги наречеме, децении наназад генерираат проблеми, политички контроверзии, па дури и известни кризи. Што се случува на тој план, министре? Дали конечно ќе успее таа сива зона во разузнавачкиот систем на Македонија да биде осветлена и да биде ставена во еден систем онаков како што доликува на една демократска држава? Точно најпрвин сакам да го потврдам овој историски ден за Република Македонија, заради тоа што денеска практично ги остваруваме целите за кои што се залагавме од самиот старт на независна Република Македонија. И затоа сакам да им честитам на сите граѓани, на македонците, албанците, србите, бошњаците, турците, власите, ромите, останатите во Македонија, заради тоа што ова е нивен успех, заеднички успех. Тие практично се дадоа многу во сите овие изминати години за да ние сите заедно ги оствариме овие национални цели. Членството во НАТО, меѓутоа и членството во Европската Унија, бараат и многу активности, многу работа, и тоа напорна работа за да можеме да ги воведеме тие европски вредности, европски принципи на работење во Република Македонија. Едноставно да изградиме систем кој што ќе е функционален. Систем кој што сите го посакуваме, систем за кој што мечтаеме, ако сакате, дури кога разговарате зошто би сакале луѓето или зошто заминуваат надвор од Република Македонија, главната причина е заради тоа што немаме изграден систем по тие стандарди и вредности. И затоа е многу важен целиот тој реформски процес. Колку ќе ги демократизираме институциите, колку ќе промениме начин на размислување, или јас како често што го нарекувам реформа на умот. Еден голем дел од активностите кои што се однесуваат на реформскиот процес беа и реформите во системот на безбедноста. Вие знаете самите дека низ годините наназад, посебно во последните 11 години, честопат имавме такви нарушувања на безбедносниот систем кои што предизвикуваа дури сериозни политички кризи. И тие сериозни политички кризи... И тоа често било поврзувано со структури во... Да, во безбедносните служби, затоа тоа го кажувам, меѓутоа и генерално во полицијата. И во овој дел ние како врвен приоритет, веднаш и после формирањето на владата, беше и планот 369 кога го усвоивме, да направиме план како да течат реформите и кои се тие реформи кои што треба првенствено да ги направиме. И ние веќе започнавме од самиот старт, значи од 1 јуни 2017 година со формирањето на влада, еден сериозен реформски процес со група на луѓе кои што работат исклучиво на реформи во Министерството за внатрешни работи, заедно со другите министерства во владата на Република Македонија. Нашите реформи се однесуваа на неколку сегменти, јас ќе ги набројам сите и ќе кажам што од тоа завршивме, што треба да направиме и понатам. Клучно беше да направиме реформа во системот на следењето на комуникации и реформа на безбедносните служби. И тоа беше сегмент на кој што посветивме најголемо внимание. Целта ни беше да имаме една реформа која што ќе биде инклузивна, која што ќе биде транспарентна реформа во која што ќе веруваат граѓаните на Република Македонија дека правиме вистинска реформа која што ќе создаде ефикасни служби. Видовте дел од гостувањето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, меѓутоа во текот на вчерашната вечер во студиото на 1 ТВ гостуваше и Вилма Русковска. Елена, да ја најавиме. Така е, Антонио. Во вчерашната емисија со Саша Ордановски, како што спомени колегата, гостуваше шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска. Таа ги изнесе своите ставови во однос на тоа докаде предистражната постапка во однос на бегството за Груевски, статусот на СЈО, во однос на тоа, во однос на мислењето кое што Врховен го имаше дадено за предметите на СЈО и други слични ставови. Сепак во продолжение прилагам да ја слушнеме токму нејзината изјава. Никој нема информации ниту сознанија за тоа како се подготвувало бегството. Можна ли е таа ситуација да после така нешто се случи, да никој нема
информации и сознанија, барем до тука до кај што сте стигнале? Затоа што основното прашање ми е следново: може ли Груевски сам да побегне од државата? Не. Значи, ви имате доволно индици дека е тоа сепак подготвувано во некаков Ама кошер. цела јавност има, не само јас како обвинител, па и вие како новинари, Така е. било кој граѓанин. Сам тоа да се случи така, не може сам човек. Значи, тој има помошници. Има сигурно, имал. Како го објаснувате ова со албанската страна која што практично одби да ви ги даде снимките? И таму има еден симптоматичен контекст кој што велите, вие не сте барале само снимки за преодот на границата, туку и за движењето околу унгарската амбасада. Може да е тоа да е проблемот на албанската страна или не знаете? Не знам стварно. Заврши таа епизода со албанците, повеќе не им се обраќате, тие официјално прогласија дека нема снимки, дека се избришани. А што би барале друго? Тоа нас што ни требаше, не ни го доставија. Од она што го кажувате во соопштението, јасно е дека Груевски на диво ја поминал границата. Да. Или вие во истрагата, каде што сте испитували бројни 20 на гранични службеници, не сте успели да откриете дека можеби некој на границата му помогнал. Меѓутоа, снимките се прегледани сето тоа. Прегледани се на тој граничен премин, не знам, сега не можам да се сетам, не го знам предметот во детали, затоа што колега го води. Не сум сигурна, ама мислам дека нема камери. Иако има, работат само дења. Нешто така беше, ама стварно сега не сакам да... Добро, тоа значи дека не се само од албанска страна проблеми со видеоматеријали, снимки, може и кај нас да има, бидејќи камери нема. Од сите други гранични премини од нашите ги земавме, но сепак дали има камери или нема, мора да има евиденција. Така е, а евиденција дефинитивно нема. Добро, што е сега статусот на господинот Груевски во однос на вашата истрага? Може ли тој да патува вон Унгарија? Важат ли потерниците по него? Ние не водиме истрага, водиме предистрага. Предистрага, да, во ред. Сепак имате потерница распишено. Ние не, има судот распишано потерница за предметот за кој не е... Така е, добро, во ред. Да. Ве разбирам, меѓутоа во принцип со таква потерница може ли тој да патува вон Унгарија, бидејќи во Унгарија има некаков легитимен статус? Па тоа зависи од државата каде што евентуално би отишол. Тоа го прашувам бидејќи сега да речеме, ако некој отиде и се сретне со него во Будимпешта, дали тој ќе представува за вас легитимен таргет за разговор? Дали контактите што тој ги има, кои што може да бидат физички, може да бидат на друг начин комуникации, така натаму, се предмет на продолжен интерес? Видете, нас предистражната постапка не е сконцентрирана на тоа како и на кој начин ја напуштил државата, дали некој тука му помогнал, Добро. со кого се среќава тој во Будимпешта, не е во фокусот на интересот. Тоа сакам да ве прашам, бидејќи разговаравте како обвинителство со некој од луѓето кои што... Не разговаравме, само беа одземени двата телефони за да се изврши форензичка анализа на истите. Добро, кажете ми во кој правец ќе се одвива таа истрага? Може ли да се очекува нешто конкретно или полека ќе ја шутнеме топката во високата трева и ќе го заборавиме случајот? Не можам да ви кажам во која насока ќе се движиме, нормално, затоа што не можам да ја загрозам предистражната постапка. Јас искрено се надевам, пред се како граѓанин, не како обвинител, дека ќе разбереме сите кој му помогнал и на кој начин ја напуштил државата. А сега дали тоа ќе успееме да го дознаеме? А уште и да го докажете, ќе биде предмет Да. на... Предпоставам дека ги разбирате политичките околности на целиот случај и ефектите од тоа. Во јавноста некако се доживеа и заради низа други случувања кои што беа поврзани со формирањето на двотретинското мнозинство во парламентот, има едно разочарување во правната држава. Свесни ли сте за тоа, мислам? Го чувствувате ли таа атмосфера меѓу граѓаните?
Па јас живеам со граѓаните. Нормално дека ја чувствувам. Постоеше разочараност и кај мене. Јас тоа и го кажав во завршните зборови за предметот за 27 април. Тоа е следното. Гледам дека уште и тогаш рековте дека вие не се согласувате со тој закон за помилување, односно за што се донесе, вие скратија листата од учесници во настаните на половина. Овие кои што се сега завршните зборови се во тек и така натаму, кога очекувате тоа да заврши, целиот тој предмет? Па не може точно да се каже, не знаеме колку ќе траат завршните зборови на останатите колеги бранители, а исто така и завршните зборови на обвинетите. Инаку во вчерашното гостување во отворено студио 1 со домакинот Ацо Кабранов имаше и двајца гости, односно Снежана Трпевска, експерт за медиуми од Институтот Ресис, и Дејан Ѓоргиевски од Центарот за развој на медиумите. Со гостите Кабранов разговараше во однос на повеќе теми, односно поврзани со темата медиуми, слободата на говорот, односно за состојбата на медиумите во државава и слични прашања поврзани на оваа тема. Па во продолжение да ги слушнеме изјавите и од двајцата гости. Медиумите се важна компонента за слободата на говорот. Тие, мислам, играат огромна улога во... И така, да, во минатите години има разлика, значи, оваа вкупна оценка во однос на извештаите што беа од пред неколку години, кога земјата беше оценувана како хибриден режим, што поедноставено кажано значи имаме слобода на хартија во уставот и во законите, но начинот на практицирање на власта закони имаме, но не во пракса е поинако. Беше сосема поинаков, односно хибриден режим со силна авторитарна тенденција. Значи ние сега има разлика во последниве два извештаи, значи степенот на е малку и разликата. Степенот на остварување на слободите е подобар, но генерално ако видите вкупната оценка на Freedom House, има во последните 13 години има општо опаѓање на политичките права и граѓански слободи во сите земји. Србија и Унгарија веќе паднале на... Србија е веќе во полоша состојба. Сега, што се однесува до состојбата со медиумите, тој индикатор, тој се состои од повеќе подпрашања и во него влегуваат различни аспекти за кои ние можеме да зборуваме. Само Дејан да каже што мисли неговата перцепција, што мисли дали 2018 граѓаните на Македонија имале делумна слобода. Дали е тоа реално? Значи, перцепцијата општа е дека е многу подобро што било. Добро, тоа и го нотирале тука, дека има напредок малку. И слободата е, нели, идеја, концепт што е тешко да се квантификува. Јас сакав да кажам дека ако нешто ни значи, ако е некаква утеха, можда не сме се уште целосно слободна држава, меѓутоа во тој наплив на и општ тренд на пад, Америка е падната, оценката страшно да речеме, Македонија е една од малкуте држави која што има всушност малку повисока оценка од лани. За еден поен, за еден, ама еден, знаете како ни еден кој ти го дава, значи пак сме постигнале некој напредок. Е сега дека тоа не е доволно за да влеземе во тоа фино друштво, нели, на целосно слободни држави. Предпоставувам дека оценката е таква како што сме ја заслужиле. Мислам, јас не се сомневам во 3,5 и четврки. По тие параметри вие што ги рековте. Па не знам сега, знаете како, ние сме стално виде така да сме некаква златна средина. Средина да виде, да не виде, оти многу слобода би било премногу, да? Па ќе стане многу популарни, ќе почне да не се доселуваат луѓе и ние сами не знаеме што ќе правиме со себе, па уште ни требаат сега, нели, да биде нешто, не, шега настрана, знаете како, целата работа е, повторувам, работа на перцепција, тоа што се ослободивме од еден режим кој што намерно и најбезобразно гледаше да злоупотреби, да искористи во своја полза се што можеше. До сега барем гледаме дека новата власт, мора да признаеме, не се однесува барем така сега. Медиумите беа особено злоупотребувани од претходната власт.
Снежана, вие имавте за 2016, нели рековте дека Да. извештај за Freedom of the Press, направивте извештај за состојбата со медиумите во Македонија. Да, 2016 уште не беше состојбата Уште не беше добра, така. бидејќи беше Само што преод, да почна, речеме, да. но бидејќи тие индикатори, група индикатори што се однесуваат на слободата на печатот, се однесуваат на многу нешта, не само на легислативата. Легислативата е добра, но имплементацијата катастрофална. Ние и во тој период на 10-годишно владење на тој претходен режим имавме условно кажано добра легислатива, но имплементацијата беше катастрофална, како што рековме. Новинарите беа во тој период изложени на огромен притисок, беа За кој предмет период на напади. зборите? За периодот до 2006 и вклучувајќи ја Па и предходно и не беше баш 2006-та, многу да. сјајно, но ова Па, беше катастрофа. 2016 се Да. извинувам, 2016 значи зборувам за Да. не за 2006 Зборувате за периодот кога за Груевски преодот, беше, да. Но 2016 и предходно велам дека не беше баш сјајна состојбата со медиумите. Добро, различни прашања тука има, да. Сега зборуваме за прашањата како дали новинарите се слободни, дали се чувствуваат слободни, дали се чувствуваат безбедни. Во периодот на тоа 10-годишно владење, значи владееше едно општо чувство на несигурност, на самоцензура. Ние го имавме скандалот со прислушкувањето, во кој 100 новинари беа прислушкувани, и тоа беше индикатор. Голем број на напади врз новинари. Така е, го видовме и овој исечок од Снежана Трпевска и Дејан Ѓоргиевски, кои што гостуваа во отвореното студио кај нашиот уредник Ацо Кабранов. Како што претходно споменавме, овој блог веќе се движи кон својот крај. Со мене и со Елена се гледате повторно во 15 часот и 20 минути, кога ќе ни гостува и портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска, со која што ќе разговараме за повеќе теми поврзани со изборниот процес и подготовката на Државната изборна комисија за предстојните председателски избори, а можеби и парламентарни. А како одјава за овој блок, традиционално Еден ТВ големо внимание посветува на социјалните стории. Денеска ќе емитуваме социјална сторија за Димитар и Сабина Алексови од Кочани. Семејство кое што мака мачи секој ден со екзистенцијалните проблеми, бидејќи имаат мала ќерка, Ивана, која што боледува од церебрална парализа и за чие лекување мора да одвојат голем број средства секој месец, а живеат само од социјална помош. Еден ТВ вија пренесува сторијата и се вклучува во оваа хуманитарна помош. Елена, тука ние се одјавуваме. Како што споменавме, се гледаме во 15:20, а во продолжение после джингалот следува социјалната сторија на Еден ТВ од Кочани. Пријатно. Зборовите не може да доловат колкава е болката на пожртвуваните родители. Секој ден представува нова борба и стрес, придружена со чувство на безпомошност. Сабина и Димитар Алексови се родители кои се заправо се за пофалба. Иако се невработени, нивниот стрес трае 24 часа дневно, 7 дена во неделата, бидејќи мораат да бдеат над нивната мала ќерка. Тие не можат да си дозволат производи за себе, бидејќи сите лекови одат за малата Ивана, која е родена со церебрална парализа. Изворот на финансиските средства има само од социјалната помош, но тоа не е доволно. Сабина ни се представи во маркетот Тинекс во Кочани, кој овозможи да пазари основни производи за живот. Јас сум Сабина Алексова од Кочани, сопруга и мајка на дете со посебни потреби. Вака ние не сме вработени ни јас ни сопругот. Зимаме социјална помош од 2400 денари и посебниот додаток од 4300 денари. Меѓутоа тие пари не стигнуваат само за потребите на детето, а камоли и ние да се прехраниме. Благодарност до Тинекс
што ни овозможи барем малку да се подкрепиме. Родителите Димитар и Сабина се трудат само да ја овозможат подобро утро на својата ќерка, за која е неопходна финансиска помош, за да може да оди повторно да се лекува во Белград, каде доктор дојден од Русија ветува напредок, но тие не можат да си дозволат финансиски да постигнат. Како секои родители, ние сакаме нашето дете да го лекуваме. Кога ја дознавме диагнозата, пробавме се. Случајно дознавме за еден доктор од Русија кој доаѓа у Белград и лекува такви дечиња. Отидовме и кога ни рекоа дека терапијата кошта 2000 евра, а ние немавме ни 2000 денари, а камоле 2000 евра, ми беше многу тешко. Многу тешко. Меѓутоа, со хуманоста на граѓаните од Кочани, ја направивме првата терапија, исто и втората. Сега е уште со третата терапија, меѓутоа треба да се оди во март пак. Сите лекови на девојчето кои потекнуваат од Русија силно удираат по џебовите на нејзините родители, кои се грижат да ја овозможат да има напредок. Тие велат дека откако таа ги пие овие лекови, не е толку хиперактивна и има подобрување во мозокот. Кога ја прашавме Сабина што сака да им соопшти на граѓаните, таа ни кажа дека и најмал чекор за било каква помош ќе е доволен само за доброто на малата Ивана, за да може да ја дозволат и четвртата терапија во Белград. Ги молам сите хумани граѓани, бизнис секторот, сите граѓани на Македонија да ни помогнат да овозможиме и четвртата терапија за Ивана. Се оди на секои 3 месеци во Белград. Значи таа 2 месеци по терапија, 1 месец имаме пауза, четвртиот месец пак, значи 3 пати доаѓа во годината. Тоа се 6000 евра. Ние како невработени не можеме тоа да го овозможиме на нашето дете. Ги молам сите граѓани на Македонија, бизнис секторот, сите хумани луѓе да ни помогнат за да овозможиме и четвртата терапија и петата, дај Боже. Супермаркетите Тинекс и 1ТВ докажуваат дека навистина помагаат на оние кои има најнеопходно, како и да се подигне свеста за колкав е бројот на вакви семејства во Македонија. Тие добија основни производи како и вредносни ваучери од 10.000 денари. Родителите исто така не замолија да го покажеме и бројот за донации на малата Ивана, каде хуманите граѓани ќе можат дополнително да донираат.